Добар ден, вести на Канал 8. Еден кочански пожарникар е повреден при интервенција на пожар во соседниот Пробиштип. Екипа од територијалната противпожарна единица од Кочани била повикана на помош во гаснењето на огнот во хотелот Црешово Топче. Со полесни повреди на дишните патишта по вдишување чад се здобил еден пожарникар од Кочани. Тој бил дел од екипата која учествувала во гаснењето на пожарот, што околу 2 часа по полноќ го зафатил хотелот Црешово Топче во Пробиштип. Со оглед на интензитетот на огнот, покрај домашните пожарникари кои интервенирале во гаснењето, на помош биле повикани нивните колеги од Штип, Кочани и Кратово. Кочанската територијална противпожарна единица во интервенцијата учествувала со 3 пожарникари и едно возило. Во текот на гаснењето, еден од нив се пожалил на вртоглавица и од тежното дишење, заради што му била укажана итна медицинска помош. Еден пожарникар од ТПВ Кочани го упативме, беше затруен од моносит, од вдишување на чадот фактички, и беше згрижен. Туку имавме екипа од брза помош, беше згрижен во медицинскиот центар Пробиштип со инфузија, со освежување, тоа е веќе работа на докторите, е веќе во добра здравствена состојба и е веќе во Кочани. Од Кочанската територијална противпожарна единица потврдија дека нивниот пожарникар е во добра здравствена состојба и не чувствува последици од повредата. Рекоа дека поради желбата што побрзо да се интервенира во гаснењето на огнот, нивниот колега не успеал да ја стави заштитната маска, поради што бил затруен од отровниот чад. Инаку во интервенцијата учествувале околу 30 на пожарникари со 5 возила. Според првичните проценки, пожарот најверојатно настанал од фритеза во кујната, а огнот преку оджакот ја зафатил кровната конструкција. Нанесени се поголеми штети на последниот кат, каде се наоѓаат хотелските соби. Нов мост на Злетовска река се гради во општина Чешиново Облешево. Објектот е во непосредна близина на селото Жиганци, а средствата за изградба се обезбедени од Агенцијата за поддршка во земјоделството и руралниот развој. Комплетно нов мост преку Злетовска река ќе добијат жителите на Жиганци и останатите населени места кои гравитираат кон тој дел од општината Чешиново Облешево. Градежните работи се во поодмината фаза и се очекува до крајот на идниот месец објектот да биде завршен. Изградбата на мостот се оправдува со тоа што поголем број жители економски гравитирале кон Пробиштип. Според градоначалникот Костадин Личков, поради недостигот од соодветна сообраќајна поврзаност, тие биле приморани да заобиколуваат по 17 километри за да стигнат на работните места. Овој проект е од големо значење за овие населени места, претежно за целиот регион на општината Чешиново Облешево, со тоа што инвестицијата е некаде околу 10 милиона денара, обезбедени средства се од Агенција за рурален развој во земјоделието. Мостот е со димензии 4,5 метра ширина, 15 метра должина, 15 метра висина, и 30 метра должина. Се наоѓа после населето место Жиганци, поточно кај игралиштето во село Жиганци, ќе излегува на патот кај село Пишица, со тоа што ќе биде едно големо поврзување, еден голем бајпас за овие населени места. До сега е завршена изградбата на средишниот носечки и двата приодни столбови. Наскоро треба да започне поставувањето на коловозната бетонска конструкција, што веќе е подготвена. Овој мост кај Жиганци е втор таков објект. За кратко време започна да се гради на само неколку стотини метри низводно од претходно утврдената локација за изградба на сличен објект. Во септември минатата година, на свеченост на која присуствуваа и владени представници, беше поставен камен темелник на сообраќаен мост на Злетовска река, за кој над 8 милиони денари беа ветени од државниот буџет. Во изминатите месеци за него беше изграден земјан насип како приод од кај селото Жиганци, а во меѓувреме механизацијата беше повлечена. За сега нема информации дали овој мост воопшто ќе продолжи да се гради или пак објектот што наскоро ќе биде готов е негова замена. Урбаната опрема за повеќенаменското игралиште во Зрновци пристигна и се работи на нејзино поставување. Во завршна фаза на изградба се и црквите во селата Мородвис и Видовиште, каде деновиве се работи на нивно внатрешно малтерисување. Наскоро ќе бидат поставени иконостасите. Пристигна урбаната опрема за повеќенаменското игралиште во Зрновци. Се работи на нејзино поставување. За непол месец ќе биде ставено во функција. Проектот за негова изградба чини околу 7 милиони денари.
Со повеќе наменското игралиште деновиве се вршаат последните подготовки, така да е донесена и урбаната опрема која што во моментот се монтира, се поставува и очекувам дека во наредните 30 на дена комплетно ќе биде завршено, опремено и истото ќе можеме да го ставиме во функција. Во завршна фаза на изградба се и двете цркви во општината Свети Климент Охридски во село Видовиште и Света Тројца во Мородвис. Започнавме со градежните активности, односно тоа е внатрешно малтерисување на црквите, меѓутоа исто така порачани са иконостасите кои што наредните месеци ќе бидат поставени и со тоа сметам дека комплетно ќе бидат опремени, така да во наредните, односно во летните месеци ќе можеме и да го извршиме чиното светување на самите цркви. Крајот на март или почетокот на април ќе биде распишан тендер за изградба на речното корито на Морошка река. Средствата за реализација на овој проект се добиени преку проектот за управување со речниот слив на река Брегалница. Истиот чини 50.000 швајцарски франци од Швајцарската агенција за развој и 10.000 франци учество на општината. Градежните активности ќе започнат кон почетокот на јуни и во текот на годината речното корито на Морошка река комплетно ќе биде изградено. Инаку Станков истакна дека Зрновци ќе добие комплетно нов лик и соуредување на просторот спроти игралиштето, каде се планира да биде парк со зеленило, место каде жителите ќе може да одмораат и уживаат, и во кое ќе бидат планирани повеќе спортски содржини, патеки за трчање и возење велосипед. Ќе биде поставена урбана опрема со клупи за седење, фонтана, канти за отпадоци, реквизити за детски игри. Просторот ќе биде осветлен, а се планира да се изгради и тениско игралиште. До повеќе наменското игралиште е предвидено поставување на угостителски објекти, каде граѓаните ќе може да се освежуваат. Во непосредна близина на игралиштето ќе биде изградена планираната детска градинка. Локалната самоуправа на Кочани упати повик до граѓаните кои за легализација ги пријавиле своите бесправно изградени објекти, а не доставиле елаборати, тоа да го направат во законскиот рок. Повеќе од половината од барањата се уште не се комплетирани, поради што може да ја пропуштат можноста постапката навремено да заврши. Постапката за легализација на бесправно изградените објекти во општина Кочани досега е целосно завршена за 2116 објекти, што е околу 35% од вкупно поднесените барања. Објектите се со различна намена, а доминираат оние за индивидуално домување, како и делови од објекти кои се во функција на производството во индустријата. Има и помал број викенд куки, како и други стопански објекти. Само за 25 објекти е утврдено дека не можат да бидат легализирани, заради што барањата за нив се одбиени. За останатите тече законскиот рок во кој граѓаните треба да поднесат геодетски елаборати, за што преостануваат уште 3,5 месеци. Во законскиот рок за пријавување на дивоградбите во Кочани беа поднесени 5988 барања, со што општината се најде меѓу првите во регионот. Од овие 5988 барања, скоро 6000 барања, околу 3900 барања се уште не се комплетирани и би сакал да ја искористам оваа прилика да напоменам дека со измените на законот во 2012 година што се донесени, има ограничен период на доставување на геодетски елаборати врз основа на кој се врши легализација на бесправните објекти. Со овој закон се предвидени доставувањето на елаборатите да се изврши од донесувањето на измените во рок од 18 месеци, односно година и пол, што тој рок истекчува некаде во мај месец. Со оглед на краткиот рок што преостанува за завршување на постапката, Апостолов повика на ажурност од граѓаните за да се избегнат нервозите и гужвите во текот на последните денови. Сите граѓани на општина Кочани кои имат доставено барања за легализација на бесправни објекти да се јават кај геодетските фирми кои се овластени за изработка на геодетските елаборати, да ги поднесат барањата и да ги изработените геодетски елаборати да ги достават до општина Кочани во овој предвиден период, бидејќи согласно законот, после овој период нема да се примат дополнителни барања,
односно барање за дополнување на веќе поднесените барања, односно изработените геодетски елаборати, со што нема да можат да си го завршат процесот на легализација. Бидејќи за изработка на геодетскиот елаборат е потребно известно време, што ќе го намали рокот за легализација, Апостолов рече дека граѓаните треба што побрзо да ја комплетираат постапката. Објектите кои нема да бидат легализирани ќе подлежат на законските обврски за нивно отстранување, односно рушење. На 15 јануари во Белград треба да биде извршена втората операција на хранопроводот на Зорица Лелекова, по која треба да почне нормално да се храни. Таа ги моли сите хумани граѓани да донираат средства кои се потребни да ја плати потребната операција која чини 12.000 евра. Втората операција на хранопроводот, која на Зорица Лелекова од Кочани треба да ја го спаси животот и да функционира и да се храни нормално, треба да биде изведена на 15 јануари од врвни стручни лекари во Белград. Операцијата чини 12.000 евра. По пат на донации од хумани луѓе од државата и странство, Лелекови собрале 8.000 евра. Откако и Канал 8 излезе во пресрет на Зорица за собирање на средства за потребната операција, која живот значи за Лелекова, позитивно се одзваа хумани луѓе кои донираа одредени финансиски средства. Лелекова ја спомена фирмата Доел Бозаджиеви од Горни Подлог, чиј собственик сам ја побара сметката за донации за Зорица. Лелекова бара помош и од другите хумани луѓе да се јават и да донираат. Јас бев во Белград на 20 декември се изврши една операција на дишните патишта. Сега дишењето ми е многу подобро, меѓутоа се уште не можам да се хранам нормално, се уште се хранам со цевка во цревата и поради тоа е потребна уште една операција да се изврши. Таа е закажана за 15 јануари. Меѓутоа имаме недостаток на финансиски средства. Затоа упатуваме денапел доколку некој сака и е во можност да ми помогне да ги соберам потребните средства за да можам животот да го продолжам нормално. Инаку пред цела година, откако првично била одбиена, Зорица Лелекова чека одговор од второстепената комисија која треба да одреди дали државата ќе плати дел од операцијата во клинички центар во Белград, чии доктори единствено се согласуваат да ја извршат потребната операција на Лелекова и гарантираат за успешноста. Го чекат одговорот од Фондот за здравствено осигурување да се произнесе дали ќе покрие дел од трошоците за операцијата. Кога се обратиле за одговор од фондот и рекле дека нејзините документи се изгубени. Зорица, откако имала несреќен случај пред цели 5 години, не може да се храни нормално, туку со цевка која е поврзана директно со стомакот. Зорица и нејзиниот сопруг Лелеков се невработени и во скромни услови за живот обстануваат со своите 2 малолетни деца, кои секојдневно се молат нивната мајка да биде спасена. Хуманите граѓани може да донираат на жиросметките во Македонија и странство. Преку едукативни кампањи и предавања, Центарот за јавно здравје го намалува бројот на малигни и други заболувања и состојби, кои би можеле да настанат како резултат на небезбедно или неправилно користење на пестицидите и вештачките ѓубрива. Кампањите се во соработка со Агенцијата за развој за унапредување на земјоделството. Стручни лица предаваат на теми поврзани со правилна употреба на пестицидите за зголемување на приносите, нивно правилно чување, како и носење на заштитни средства при нивна употреба. На едукативните предавања Агенцијата за унапредување и развој на земјоделието излегуваше со своји теми во делот на унапредување на земјоделието, постапки кои што треба да се направат, совети, буквално тоа беше давање на совети на земјоделците што би требало да направат за да го унапредат и подобрат своето производство. Значи, дело тоа беше правење на агрохемиска анализа, а не да се како порано што имаше случај кај некои земјоделци испробување на овие или оние ѓубрива без некоја практична оправданост. Во делот на безбедна употреба на пестициди и односно безбедна употреба на заштитни средства за заштита од штетното влијание на пестицидите и вештачките ѓубрива, ние имавме наши предавања од здравствен аспект. 10 предавања се одржаа на територијата на општините Кочани и Чешиново, Облешево, а исто толку и во Берово, Делчево и Виница, каде се делеа и едукативни флаери.
Како резултат на потребата за давање на поголем акцент на превенцијата на заболувањата, Центарот за јавно здравје во наредниот период ќе врши едукативни кампањи и предавања на темите: превенција на сексуалните и репродуктивни заболувања, превенција на хронични незаразни болести и здрава исхрана. И годинава Центарот за социјални работи го спроведува проектот на Министерството за труд и социјална политика за зимски одмор и рекреација на деца од семејства со социјален ризик. Вкупно 64 деца од Кочани ја користат услугата, а за Пелистер тргнува и последната група за оваа година. 40 деца ја искористија можноста за бесплатно зимување во прва и втора смена од проектот на Министерството за труд и социјална политика. Станува збор за деца од семејства со социјален ризик, корисници на социјална парична помош, постојана парична помош, посебен додаток, детски додаток и деца без родители и родителска грижа. Моментално чекаме повратни информации по мејл. Тоа се 24 дечиња, од кои 4 дечиња не ги искористија правата поради болест во првата и втората смена. Децата се презадоволни, има многу заинтересирани, имаме и од ромска националност и од наша националност. Услугата за одмор и рекреација на деца од семејства со социјален ризик и деца корисници на посебен додаток опфаќа 7-дневен одмор, 6 полни пансиони со ноќевање и 3 оброка, како и едукативно-забавни активности. Децата корисници на посебен додаток и деца со инвалидитет имаат право на придружник, а дел од родителите ги придружувале децата за време на зимувањето. Веднаш по враќањето на втората смена во вторник заминува и третата, што значи дека сите 64 деца од Кочани ја искористиле можноста за користење на бесплатната услуга. На ниво на Македонија 1000 дечиња да бидат да го искористат правото за зимски одмор и рекреација на Пелистер, во Битола. Истото е и преку лето во Струга за летување, ова се одвива во 3 смени и така. Центарот ги задоволи сите потреби по барањето на Министерство за труд и социјала, сите се уредно примени и уредно испратени. За 7-дневниот одмор на децата, Министерството за труд и социјална политика во соработка со Министерството за образование и наука претходно изготви програма за активен одмор и социјализација на децата, што опфаќа воспитно-образовни, културно-забавни, спортско-рекреативни и други активности за децата со цел развивање на психомоторниот развој и способноста за договарање, почитување на разликите и соработка во групи, како и способност за прифаќање на себе си и другите. Ако верникот што се пријавува за да го фати честниот крст не ја знае господовата молитва Оче наш, нема да му биде дозволено да се фрла по крстот, апелираат свештениците од Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорѓи. Начинот на потопувањето на крстот да не се гледа како на спортска дисциплина, туку верниците да се однесуваат со почит кон традицијата. Пријавувањето започнува од 13 јануари. Ако досега по честниот крст се фрлаа и луѓе кои немаа елементарно познавање за Христовата вера, од годинава се воведуваат новини за празникот Богојавление Водици и за чинот на потопување на крстот во водите на Кочанска река. Во основните услови за да се пријави за фрлање по честниот крст, верникот мора на памет да ја знае господовата молитва Оче наш. Прв и основен услов е да бидат крстени во православната вера, односно врзни да извршат светата тајна крштение, да бидат полнолетни, значи да имат над 18 години. И имаме една новина оваа година воведена, а тоа е сите оние кои што сакаат да земат учество, задолжително бараме да знаат молитвата Оче наш, бидејќи тоа е една молитва која што треба да знае секој христијанин, а од претходните години имавме кандидати кои што за жал нема елементарно познавање од православното христијанство и навистина е недолично луѓе кои што не си ја знаат за верата и да земат такво учество во таков свет чин. Свештениците и со апел, потопувањето на честниот крст е свет чин и во никој случај не треба да добива друга димензија и да се размислува за профит. Апелираме и замолуваме, значи, оние што ќе го фати крстот со него да се однесува со почит, бидејќи пред се тоа е свет предмет. Апелираме исто така на овој чин да не гледаат како една вид спортска дисциплина, се групираат, па имаат некоја стратегија кој да трче, кој
да едноставно да блокираат. Пријавувањето започна од 13 јануари, на првиот ден пријавени 4. Од Кочанскиот храм ги потсетуваат верниците дека по повод празникот посветен на Свети Василий во манастирскиот комплекс на Пониква посветен на овој светец ќе се одржи света архиерејска литургија, на која ќе чиноначалствува митрополитот Брегалнички Иларион во сослужение со свештениците од Кочанското архиерејско наместништво. За заинтересираните има организирано превоз, 2 автобуси кои тргнуваат во 7:30 од пред собранието на општина Кочани и пред Кузе 2000. Света Василеева литургија по повод празникот ќе биде отслужена и во Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги. Откако граѓани се пожалија дека немаат приод до спортската сала во Основното училиште Никола Карев, општината даде свое образложение за причините. Клубовите што досега ја користеа спортската сала не ги измириле долговите, поради што не биле обезбедени финансиски средства за лицето задолжено за одржување на салата. Фактот што учениците како главни корисници се на зимски распуст значи дека училиштата, а со тоа и спортските сали не се загреваат, а отсутни се и лицата што ја одржуваат хигиената и редот во нив. Активностите на најголем дел од спортските клубови и здруженија се во мирување, па економски било неоправдано салите да бидат отворени за случајни корисници со рекреативни цели, сметаат од општината. Оттаму истакнуваат дека спортската сала во училиштето Никола Карев од март до јуни минатата година промотивно бесплатно беше ставена на располагање на рекреативците и клубовите, а првенствените надпревари и сега не се наплатуваат. Во врска со користењето на салата за хуманитарни цели, условите биле следни. Изнајмувањето требало да се побара 2 дена однапред, со цел навреме и безбедно да се организираат и реализираат настаните во неа. Спортските сали ќе бидат отворени со почетокот на второто полугодие. Приоритет при издавањето ќе имале спортските клубови и здруженија што ќе ги подмират долговите, а за другите ќе важи принципот прво побарување. За користење на спортската сала во Основното училиште Никола Карев пак приоритет ќе имале клубовите што ќе ја користат за тренирање ракомет и одбојка. Општината била подготвена да ги отстрани сите организацијски недостатоци и да ги обезбеди сите неопходни услови за користење на салите, но бара низините корисници да ги почитуваат условите под кои тие се издаваат. Ги следевте вестите на Канал 8, ви благодариме за вниманието. Довидување.